ќе се поврземе и ќе го пробудиме, иако верувам дека како професор кој што има обврска кон учениците, студентите, дека е веќе буден, но ајде ќе да знаеме, би требало да го лоцираме утринава професорот Филип Фидановски, кој што е наш познат уметник, керамичар, кој што би споменала дека пред известен период ја имаше и изложбата Пикасо, може би јас, втор дел. Тоа е изложба на керамики која што беше отворена во музеот на град Скопје и беа представени 17 дела кои што беа изработени од керамика, насликани со енгова, глазура, па дури и 18 каратно злато за керамика и за порцелан. Тоа е последното нешто кое што потенцирам дека покажува на уметноста како еден бесконечен процес на истражување, а би рекла дека и кујната ни е еден процес на бесконечно истражување. Се сложуваш? Да, инаку ако се сеќавам токму за оваа изложба, можеби говоривме ти и јас со него одамна, заради тоа што ова е вториот дел и некој надополнување на сето она што тој го твори и создава. Така што 17 минути по 7 часот, рано наутро, разбудени, расонети и верувам дека со професорот Филип Фидановски, со кој што веќе ќе имаме можност да се видиме. Еве го. Филип. Ќе поздравиме целата македонска јавност. Филип, добро ти утро. Добро утро. Се надевам дека добро се слушаме. Се слушаме, да, малку сликата ни сецка, може би да застанеш во еден кадар, за да можеме и убаво да те видиме. Добро утро, професоре. Дали така ти се обраќаат, Филип? Најчесто. Најчесто, да. Филип, инаку сериозно се сетивме за твоето прво представување како прв дел од оваа изложба, баш правиме некаква една наша реминисценција од пред неколку години во ова студио, така што еве ќе имаме прилика да ја најавиме и второто продолжение, вториот дел од изложбата. Се случи изложбата неодамна. Тоа е последното нешто што е актуелно, би рекла, за професорот кој што го будиме ова утро, но малку настрана работата да видиме како Филип вообичаено ти започнуваат деновите или утрата. Па, вообичаено, како и на секого, само што, ете, моето утро започнува со чаша чај, доручек, па кафето некаде го пијам после доручекот. Нормално и моите утрински активности околу моите куќиња, мојот дом и така. Значи стандардно. Куќиња имаш, Филип? Тука со мене имам две. Две, добро. Тоа значи утринско шетање секојдневно со нив? Јас, бидејќи живеам во природа, надвор од Скопје, така да они се нон-стоп надвор, во двор, така да цело време сме тука, во природа. Така. Колку тоа живеење во природа, малку подалеку од градската гужва, метежот, верувам дека многу позитивно ти влијае. Колку години си веќе таму и можеш ли да приметиш можеби да забележиш некои разлики во поглед и на твоето здравје и генерално на се она што се случува последниве години? Па морам да кажам дека живеењето надвор од џунглата, хаосот градски кој што е, многу придонесува за развивање поголема на креативноста, што и тоа се види по двете мои изложби оваа година, бидејќи тука ми е ателјето, каде што работам, така да едноставно поздравиот живот си придонесува све за себе, природата, чистиот воздух, така да све си има свое. Да, има бенефити бројни. И некој како ќе оцениш годинава, подмладокот, студентите, новата инфраструктура во земјава со новите студенти. Како помина годинава? Оваа година малку паузирав од работата во уметничко училиште. Така да од X причини не би ги спомнувал сега тие. Така да се надевам дека наскоро ќе се сретнем со моите студенти и ученици и ќе продолжиме да работиме како што и порано работевме.
се посветив малце повеќе на мојата лична кариера, овој пат и резултираше нели со новата изложба. Да, ајде малку ети околу изложбата. Тоа е едно продолжение на она што пред колку години се случи, Филип? 2016-та. 2016-та, ете, со Марко видиме одамна беше, ама... Бе по истото студио кај вас двајца, нели донесов скулптури. Така беше. Исто така беше наутро. Така е. Па ние сме утрински луѓе одамна. Нема менување веројатно. Сега за сега. Филип, како помина ова второ продолжение на изложбата со новите дела кои што ги понуди? Јас искрено не очекував таква позитивна реакција на публиката. Помина одлично изложбата. На изложбата беа представени 17 дела, создадени во последните 2 години. Овие дела кои што беа сега овој пат прикажани на изложбата беа помалку познати дела од Пикасо, обработувани од мене, така да беше малце поинаку концепирана самата изложба, самата поставка и публиката беше изненадена од она што го виде. Барем по нивните реакции колку што јас можев да приметам, нели, во таа еуфорија на отварањето, но и после тоа имаше доста посетеност. Изложбата првично требаше да трае до 5, но продолжи уште неколку дена заради интересот кој што го имаш. Така, и тоа е убав момент што граѓаните уживале во твоите дела, кои што веројатно и со нетрпение ги очекувале како продолжение на она што го спомена ти, го започна 2016 година. Филип, велиш, живееш во природа последниве неколку месеци, години. Дали можеби овие ги сакаш утрата посебно во овој период од годината, кога нели тамо е тивко, па ете можеби сакаш, како што сподели, чајот наутро да го испиеш сам со себе во мир и тишина, па потоа и кафето кое што спомена ти следува по појадокот. Дали си љубител на утрата? Да, јас сум ранобудник по принцип и уживам утрата да ми бидат под конец, што се вели. Значи, да ми биде све потаман, за да можам да го почнам убаво денот. Нормално без доручек и кафе од дома не искачам, но се поред како што си иде. Чај, доручек, кафе, малку галење со кучињата, они сега спијат и се мирни, бидејќи тоа го поминавме од собајле. Инаку, пошто ќе ја помниш оваа година која полека ни изминува, велиш се насочи, се фокусира, детерминиран кон својот собствен живот, интроспективно, кон својата кариера, меѓутоа пошто ќе ја памтиш, генерално оваа година и ете, што ќе посакаш можеби за следнава која што ни доаѓа на прагот? Па, за следната ќе посакам добро здравје пред се за сите и креативност, да е и креативна и успешна и среќна година. Јас ја паметам по двете мои изложби што досега ги немам направено. Ќе ја паметам и по онаа изложба во Вараждин, Хрватска и во Пула, која што беше во странство и еве јас започнувам со секој ден да работам следната нова изложба за до година. Одлично. Да, така и вообичаено функционираат уметниците, кога ќе се заврши еден проект, веднаш се започнува и се размислува на она што ќе биде следно, бидејќи тој процес и не е така едноставен или куст. Велиш да биде плодна и креативна и новата година и навистина ти посакуваме пред се здравје, Филип. Ако имаме здравје, можеме да бидеме способни да направиме се што ќе посакаме и замислиме. Така е, исто и на вас ви посакувам многу здравје и на сите гледачи и успех во наредната, пошто ни се ближи, нели, 2000. Сосема на прагот е, така е. Филип, ти благодариме за ова утринско вклучување. Некако и да успееме многу наши сограѓани и уметници да ги разбудиме или веќе се со нас можеби на телевизија, така што се гледаме на некоја следна изложба, чекаме датум, чекаме до наша адреса да пристигне кога професорот Филип ќе ни најави некоја нова изложба. Како и да е, тука ќе го заокружиме овој дел со нашето утринско будење. Јас и Цеце ќе се позиционираме. И ние чајче како и Филип утрава. Тоа е нашиот утрински ритуал за овој петок.